да се обратам од тоа собрание што повторно доаѓаме до една да кажам традиција која што се продолжува како сага на македонскиот народ. Видете го извештајот, прво ќе почнам од ова, односно овој предлог кој што ни го дадовте за Африм Гаши. Видете во кратката биографија, дури и самите вие правите нешто што не постои во македонскиот политички систем и во македонскиот устав. А тоа, вие неговата етничка припадност ја наведувате како национална. Значи, албанец пишува националност. Вие морате да сватите дека Македонија нема две националности. Значи, Македонија има само една нација, а сите етнички групи се состав на таа нација, а тоа е македонската нација. Сега да преминам на она, прво сакам да ви кажам што е собранието, за да видиме Африм Гаши што представува. Собранието од една историска смисла значи политички храм, односно политички храм на народот токму во републиката. А председателот на тоа собрание, спикерот на тоа собрание, не е само некој кој што ги регулира деловнички одржувањето на седниците и текот на седниците. Напротив, тој е дури и уставна категорија. Затоа и државата, односно нацијата, политичката волја на народот, која што е представена во собранието, председателот на собрание ја представува надвор. Председателот на собрание, исто како и председателот на републиката, ја представува македонската нација и македонскиот народ надвор од државата и внатре во неа. Од тука да видиме што представува Африм Гаши како предлог на ДПМНЕ за председател. Зашто да ви се извинам? За тоа што ги излажавте народот? За тоа ли да ви се извинам? Значи нема да се извинуваме за тоа, а вие нема да ви простат и да се извините. Ако ова го направите, нема да ви простат на следните избори. Ке видиме кој лаже, ова не е став, туку е предпоставка. Да продолжам понатаму. Африм Гаши го представува сето она кое што вие долуподпишаните на овој предлог. Не, се нервирам затоа што вие сакате да не представите нас како партија која што е против албанците. Не, ние сме партија која што е против необализмот и неоврховизмот, кои што моментално во ова македонско собрание прават брак и тоа ќе ја уништи Македонија. Од тука Африм Гаши, да продолжам понатаму, представува сето она што вие и колегите од Знам се подпишале на овој предлог. Го представува сето она вие за кое што во кампањата зборувавте и го лажевте народот. Вие, да уште еднаш ќе го кажам, за да ви биде јасно, Вие националното предавство што го правите сега го оправдувате со тоа дека Дуи бил криминал и конечно го немал во влада. Не се работи за тоа дека Дуи не треба да биде во влада. Во македонското општество не треба да има необалистички елементи. Тоа е поентата на политичката волја на народот кој што ви ја дал. А вие со ваква политичка моќ, ако не можете да го пресечете овој јазол на кој што Македонската република ја бута во неповрат, како вие ќе продолжите утре? Вие што мислите? Зашто колегите од СДСМ тука стојат и ќутат и најверојатно ќе гласаат за овој предлог? Затоа што вие го продолжувате истото она што тие запреа. Вие продолжувате коалиција да правите со бализмот, политички оправдувајќи го, поттикнувајќи го и на тој начин давате, ја одземате можноста на овој начин ја одземате можноста албанскиот народ
на вистина да избере представници кои што се представници на основските идеали на оваа држава и на овој народ. А тоа се идеалите на Агори, Ибраими и ред други партизани и високи функционери во Народна република Македонија. Затоа Левица од 6 пратеници има 2 кои што не припаѓаат на македонската етничка заедница, но тука се да ги бранат автономските идеали. И тоа е нашата разлика, за разлика од вашиот национализам и ефтин популизам. Унитарна Македонија е автономски идеал, затоа Македонија на македонците, а земјата на земјоделците.